Значи, од кога се крена Снегов, не знае човек кај да се обрати. Дали на Петре Шилегов, еве Петре и твоите градоначалници колеги, владеете со Скопје, нема кој да ви ги кочи политиките. Врие од лајна нема човек кај да се движи, се е прљаво. Земете шмрковите и чистете го Скопје. Не е само амбиенталниот воздух во прашање. Но сериозно никој не се нафаќа со сериозна работа. Треба да се очисти ова, да се фати метла, се фати шмрк. Удрете, сега му е мајката. Пролет доаѓа. Да се изчистиме од... Ние ги викавме на времето да овие мини. Кај да се свртиш само лајна. Но ќе продолжам сега од студиово, бидејќи овдека не ми е баш многу пријатно, ќе зборуваме за првата лекција по македонизам. Јас сум роден скопјанец и знам што значи загадување, меѓутоа навистина ми е непријатно да се движам по улиците. Толку е валкано, толку е Скопје паднато, а веројатно и во некои други градови. Се жалат луѓе во Тетово, се жалат од Битола, загадено и така натаму. Но, бидејќи сум човек кој сака да ја менува средината на подобро, утрово, додека си го носев детето во школа, направив неколку фотки, значи од мојата блиска околина. Како изгледа влезот на училиштето, основното училиште во Влае. Ќе речете, па и не е нешто. Да, не е нешто, ама не е ништо мрднато. Со години е исто и оди на полошо и на полошо. Треба да се смени нешто. Цапаме кало и валканици до колена. Една инфраструктура во распаѓање. Грда е сликава на како гледате како еден народ културно паѓа, тоне. Нема шанса да се крене. Нема шанса, со декрет не се крева народ, затоа треба традиција, треба да има култура. Тоа не се гради со закон. Еве, ви од утре ќе видите, вие македонците ќе бидете културни. Не, и ако ви ја зема традицијата како што ја зема, во Скопје нема еден лендмарк кој ќе зборува за традиција, вие сте народ без компас, изгубени во просторот и во времето. Ни бастун не ви даваат за кој ќе подостарите малку да се подпирате. Но малку читав, ме заинтересира, бидејќи Скопје и Лахоре се бркаа на топ листата во светот кој е најзагаден, па приматот од време на време му го земавме. Лахоре во Пакистан, втор по големина град и втор по богатство. Има меѓу 11 и 12 милиони население. Скопје едва е дали има 1 милион. GDP-то, бруто домашниот производ, по формулата ППП, е 58 милиарди долари. Толку генерира тој град, таа нивна економија. И сега зборуваме за што загадува 11 милиони и колку загадува 1 милион. Навистина, не ни личи. Не ни личи. Треба да се оправиме под итно, да ги смениме перцепциите. Значи, не правиме ни пари за да загадуваме толку многу. Тоа му е поентата. И ова е првата лекција по македонизмот за кој го почнуваме овој серијал. Затоа што македонизмот станал опасна појава. Нема да се учи и нема да имаме лекции по македонизам. Тоа ќе биде забранета работа. Сега се прашувам од каде ќе почне нашата историја. Сега сме во процес на промени. Затоа што па почната врвца со нашите прадедовци кои живееле во античко време, античките македонци, сега се сече. Некој се обиде да ја врати назад, да ја залепи. Тоа беше, нели се вели, во периодот на антиквизација, кој немаше врска со антиквизација, затоа што не се отвори ниту еден институт по македонизам или некој центар за античка историја, туку само нешто се клапаше без врска, значи нема врска со антиквизација. И сега македонците се исечени од таа папочна врца и се треба си го бараат својот идентитет, иако велат ние си го имаме. Кој идентитет ќе биде тој? Затоа што еве Каран, Аминта, Филип, Александар Македонски или Македонецот, со нив сега треба со декрет да расчистиме, има преспански договор и викаме со нив расчистуваме, еве ви го ваш
пусти грци кои никогаш не го сакале ниту Филип, ниту Александар, нив им е наметнат од пред се германците и британците, за да си го сакаат, нели, Александар, и се што ќе прават, и они мора да го сакаат. И сега, еве, нив ги откачуваме да видиме Јустинијан од Таор, скопско село, некогаш престонила на големиот градител, човек кој се залагал за правото, кој ги покрстил грците со декрет. И се тој дошол во Таор како словен или е роден како автохтон на овие простори. Тоа е многу интересно ќе биде. Или тој пиел дунавска вода, или не пиел дунавска вода. Дишал на бамбус, цевки, или не дишал. Или можеби србинче бил, а? Јустинијан. Србите така тврдат. А цар Самуил, значи, бил бугарин. Те го даме, те не го даме. И сега пола бил, те пола бугарин, те пола македонец. Или па третина бил бугарин, македонец, ерменец. Ѓаол ке ти знае. Цар Душан, сега што се крунисал во Скопје, и тоа во среде Скопје, како цар македонски, тој бил или не бил македонски император? Круната уште стои, може да се види. Може да се види и да се прочита и неговиот законик. И таму убаво пишува дека тој е цар македонски и кои му се неговите вазали. Скендербек. Значи, бил македонец, јали македонец, јали арнаут, јали црногорец, а можда бре и србин е био. Сите велат, он е наш. Климент, бугарин, така. Кирил и Методи, јали бугари, јали грци. Така. Сега, тие, па сум и бил тамо по татко, сум од тој крај, и сум бил во тие места околу Лагадинско езеро, сум ги гледал. Тие места, сум го слушал говорот. Срам да тие да кажеш. Значи, не биле македонци. Или пола-пола. Па после Гоце, Јане, Питу, што биле тие? Бугарско, цело ВМРО, бугарско. Значи, прашањето ми е по оваа прва лекција по историјава за македонизам, која историја ќе имаме ние во Северна Македонија? Кој јунак ќе се изникне од Северна Македонија? Прашање е сега. Ја мислам дека оваа дилема можеби ќе се реши да се отвори една огромна продавница, Бамбус Оаза, да се вика Бамбус Оаза, и да си купуваме сите бамбуси и да почнеме да учиме, да дишиме, ако бидејќи сега дишиме на маски и на шкрги ова Скопје и во повише од пола Македонија, да почнеме да учиме да дишиме за препливување со овие бамбусиве, за кои ќе не прашаат утре, еве првиве комши албанциве, кои сте вие, што сте, да им кажеме Словениве, препливавме преку Дунав. Еве може и им покажуваш дека стварно Словениве препливале. Мислам, една голема митологија, но ќе мораме и така. Е сега кој е јунак, не знам, ќе се смисли, ќе најдеме некој, може да биде и фудбалер што ќе го славиме, и така натаму, но ете, тоа нека биде втората лекција по македонизам. Ако имате вие некои предлози, слободно праќајте ги на имејлот на Pressing TV, фотографии или предлози, за да го видиме, за да го сликаме тој наш македонизам кој ете исчезнал или исчезнува и тој новиот што доаѓа. Се надевам, нема да бегаме од часови. Имајте пријатен поздрав од мене.